2015 година ја оценувате како успешна или како неуспешна за Советот на Општина Карпош? Советот на Општина Карпош 2015 година ќе ја заврши успешно, значи веќе имаме одржано 15 седници, 16-та ќе биде наредната недела, значи пред празниците. Со тоа планираме да ја заокружиме оваа година, ги донесовме буџетот, плановите за наредните проекти кои што ќе бидат нели во тек во наредната 2016 година. Колку во ова 2015 година ги слушавте граѓаните, нивните предлози, ги прифаќавте и ги донесувавте? Ние постојано сме во комуникација со граѓаните на Општина Карпош, со местните заедници, урбаните заедници. Сите оние идеи кои што ги даваат граѓаните гледаме да ги преточиме во проекти таму каде што можеме, нормално бидејќи буџетот секогаш е ограничен во секоја една институција. Потреби има многу, но гледаме најгорливите прашања секогаш да ги решиме. Оваа година имавме многу проекти, гледаме да ги распоредиме подеднакво во сите местни урбани заедници, за да не градиме само на еден дел од нашата општина. Таму каде што има најмногу потреба, каде што најмногу да се гради, малку повеќе даваме во оние делови кои што се повеќе урбанизирани и завршени, гледаме да ги дотераме или да ги одржуваме проектите кои што веќе се завршени. Исто така, сакам да напоменам дека за наредната година имаме многу проекти кои што треба да се довршат, кои што се веќе започнати, а и ќе планираме уште многу други проекти кои ќе бидат сите во интерес на нашите граѓани. Претпоставам дека како човек и како претседател на Советот на Општина Карпош имате новогодишна желба. Им посакувам на граѓаните на Општина Карпош да имаат многу здравје, среќа и убави моменти во наредната 2016 година. Исто така, бидејќи се работи за изборна година, изборите да поминат во една мирна, фер и демократска атмосфера.